Да почнеме малку со музика, па после малку со разговор. Го имаме нашиот гостин во студио, Валдера, повели. Векови ми се потребни, тебе да те опишам, земјо убава. Име ти е Македонија, таму кај што изгрева сонце топлина. О, запеј ти, земјо мила вечна си, ти си била секогаш моја радост, мојот дом. Од Охрида се до Триглав песни да се пеат силно за тебе и за твоите полиња. Со нас денес Владко Илјача Валдера, музичар кој со својата енергија и препознат лив стил секогаш носи добро расположение и верувам дека и ова утро ве расположивме. Добре ни дојде. Валдера или Владко, како сакаш? Валдера, Владко, Валдера, Владче, ајде. како ви одговара се Како си, Владче, добар ли си? Супер, одлично е расположен уште од рано наутро. Голем поздрав до сите гледачи. Така. И распеан уште од рано наутро. Да. Добро. Македонскиот идол, таму се запознавме. Тоа беше некако запознавање. Да, имаме историја, јас и ти. Историја имаме јас и ти. Тогаш некако беше твоето прво појавување нели на медиумско и на сцената. Првата голема сцена. Колку тоа натпреварување ти ги отвори вратите? Не успеа да се пласираш до финалето, но дека имаме големи таленти покажува и фактот дека одлично звучиш и понатаму создаваш музика и после толку години, иако не си бил во финале, а тоа звучи и изгледа одлично. Ви благодарам. Да, се работи на музика нон-стоп. Се трудам да сум пејач кој што се надоградува цело време. Што се однесува до идолот, тоа беше едно интересно искуство. Младо детенце бев тогаш, да. Младо детенце кој што влегува во тие води, се обидував да си се најдам себе си, кој е мојот стил. Така да, доста убаво искуство, убаво се дружевме, беше доста интересно. Така, тоа го споделуваат сите и навистина недостасуваат таков тип на шоу програми, наши македонски, како што беше тоа. Роден си во музичко семејство, твојот татко е професор по музика. Токму така. Кажи ми дали тој твој најголем критичар или пак најголема поддршка? Не, татко ми е поддршка, ретко татко ми да е критичар, иако вака знае да ми каже некои работи од музички аспект кои што му се битни и разговараме за тоа. Така да, но не е тој таков карактер, не е критичар и секогаш ме поддржува, секогаш ме прашува што е следно, на што работиш, така да апсолутно целосна поддршка имам од татко ми, голем поздрав до него. Тој се е професор долу во Богданци по музика и го викаат учителот. Не го викаат Учителот. Само еден е, да, у Богданци еден е само. Валдера, имаше период кога сите се пронаоѓавте, кажа и ти, нели, во почетоците, имаше и период кога веројатно имаше и разочарување, па имаше така изјавено, нели, период каде што си размислувал да се откажеш. Што беше пресудно да продолжиш? Кој те предомисли? Мислам дека не дека би се откажал од музиката, меѓутоа имаше период кај што сериозно размислував да се поради целата ситуација во Македонија со музиката, некако изгледаше некако безнадежна. Меѓутоа сватив дека музиката не ја правам јас уствари за другите луѓе, колку и да звучи тоа себично, туку ја правам за мене. Така да на крајот од денот желбата пак доаѓа да ја фатиш гитарата, да одиш до студио, да работиш, да снимиш своји песни. Мислам на оваа планета
сме сите малце, кратко време сме, така да зошто да не го искористиме тоа време за да го правиме тоа што го сакаме во животот. Тоа е поентата. Кога сме кај изјавите, имаш изјавено дека денес маркетингот често е погласен од талентот. Може ли ева добрата песна да победи без голема машинерија зад себе? Каков е твојот став сега? Можеби во времето на кога растев јас со македонската музика, можеби во тоа време, кога беше актуелен Тоше, на почетокот тогаш почнуваше нели и Владко Лозановски и Next Time беа, тоа беше исто и ДНК. Меѓутоа во денешно време би кажал дека тој што најмногу ќе си плати, мислам дека добива најголема шанса. Мислам дека маркетингот денеска игра клучна улога. И социјалните мрежи, да. Социјалните мрежи, околност. Да, социјалните мрежи апсолутно. Порано се беше на телевизија, сега имаме се преку Facebook, Instagram, TikTok, тие работи. Меѓутоа мислам дека дојде некое време каде што можат со добар маркетинг и добро менаџерство и добра машинерија позади тебе може да имаш само еден хит, а да полниш сали. Да, имаме такви случаи. Ќе го споменаме Јаков. Да. Мислам, не дека имам јас нешто против дечкото, не дека имам нешто против дечкото, ретко и размислувам и гледам другите музичари вака што прават, бидејќи сум си фокусиран на тоа што го правам. И меѓутоа вака знае по некој природно, мислам, да ме изненади, да дојде тоа спонтано, да кажам стварно убаво си направиле, стварно убаво сработено. Меѓутоа во глобала имаме... Глобала се е инстант. Да, маркетингот е тој што одлучува дали некој е денеска звезда, а не сушност колку сработил, колку има музика во тоа што го сработил и колку добро пее. Барем така. На крајот на криштата публиката е таа која што одлучува кој артист ќе го слуша и песните се тие кои што живеат, нели се пренесуваат од генерација на генерација. Впрочем и вие затоа и створите и создавате музика за да оставите песни кои што ќе се пренесуваат и на идните генерации. Ајде да споменеме дел од твоите успешни настапи изминатиот период на Макфест, виде публиката, така? Да, имав еден настап на Макфест, да. Следуваат настапи на Охрид Фест летово. Имаш убава соработка со Григор Колпоров, ќе споменем и за тоа. Менуваш, не одиш на Бисер Јадра на преносот кој што ќе го гледаме на нашата телевизија, веројатно заради обврски. Да. Ама музиката ја пренасочуваш, односно песната од таму, каде ќе оди? Па сега за сега е во план со господинот Копров песната да оди на Белградско пролече, тоест тоа ќе биде некаде март, на крајот на март, април тука некаде сега. А од каде желбава малку регионално да се прошириш со кариера? Па зошто да не? Мислам веројатно Копров има тука удел. Тоа е желба што јас ја имав, па господинот Копров се појави во мојот живот и сега соработуваме стварно убаво. Целта е да се оди малци надвор од Македонија. Ајде малку и за соработката во студиото, слободно тука можеш да седам. Моментално го менаџирам студиото на господинот Копров. Имам и своја продукција која што работам, се вика Вавилон продукција. Неодамна само што почнав да примам и ученици по вокална техника, има доста пријавено од цела Македонија, дури повеќе од 70 млади. Значи, ако правиме музичко шоу на телевизија, да ти се обратиме, има кандидати, така? Да, имам кој да ви пратам повеќе од ова. Одлично. Да, така да, голем поздрав до моите ученици. И да, се работи цело време во студиото, се продуцира песна по песна, еве сега ќе излезе уште една. Имам соработка исто со Владимир Дојчиновски, ќе излезе уште една песна заедно со него, тој се потпишува како аранжер, така да се работи. Одлично. Пред крај сме. Поводот ни е голем денес. Ние најавивме и телевизиска премиера на новата песна, новиот видеозапис на нешто што беше промовирано на YouTube каналите како саунд во изминатите денови, но денес ќе имаме и телевизиска премиера, па сите ќе можеме да уживаме во да кажам ја за гледачите. Човекот се планираше во недела да си го промовира на YouTube каналот, но еве телевизиска премиера сакал неќел ќе има тука. Точно, да, и баш ми е мило што премиерата ќе биде на МРТВ. Би сакал да ја искористам ова шанса и да се заблагодарам до сите кои што работеа на спотот, вклучувајќи го и Лоран Бајрами, кој што се потпишува како видеограф.
И би сакал да се заблагодарам и на девојките кои што беа дел од спотот, навистина убаво си поминавме за Има време на некои снимање. кадри така Голем поздрав до провокативни нив. кои што Да. верувам дека ги средиле малку во Колега ти го режија. прегледа спотот, така да кажеш? Тама работа не прегледано Значи, само за доади. мене ќе биде премиера и за сите Така е. останати, односно цела македонска јавност. Така Валдера, е. тука некаде ќе ти се заблагодариме за гостувањето, те очекуваме пак. Се надевам дека ќе имаме нови причини, нови проекти, кои што и ќе ги споделиш заедно со гледачите, нови причини за гостување. Така што ти благодарам за одвоеното време. Ви благодарам на вас, фала многу на поканата. Успеси и тука сме се разбира за се што е ново и добро за да го презентираме на нашите гледачи.